Ако не го пишуваше името на државата во извештајот на Европската комисија за Македонија, не ќе беше јасно дека станува збор за земја кандидат за членство во Унијата. Документот со серија негативни забелешки во скоро секој сегмент и зададе силен удар на власта, која пак во својата реторика постојано повторува оти работи исклучиво за напредок кон Унијата и на европски реформи. И познавачите на европските критериуми и процеси се настават дека бриселските забелешки се реални. Имаме значително влошување во многу аспекти во текот на последната година, почнувајќи од правосудството, борбата против корупцијата, самата економска ситуација и способноста на владата да се справи со неа, така што мислам дека извештајот во голема мера ќе биде реален. Марко Трошановски од Институтот за демократија пак вели дека документот на Европската Унија ни укажува оти во Македонија се потврла токму на клучните и најважни полиња. Во главниот кластер на fundamentals, значи основите кои што прв се отвари и последен се затвари и ќе се преговарат цело време, ние немаме никаков напредок остварено изминатата година, што е всушност и најголемата критика на овој извештај. Тука влегуваат борбата против корупција, владење на право, реформата на администрација, судовите и така натаму. Кристановска нагласува дека Европската комисија минатите години се воздржувала од вакви сериозни критики и во извештаите се користел поблаг тон, надевајќи се дека македонската влада ќе покаже потенцијал. Оценката на Европската комисија е сосема реална. Може би во текот на претходните години таа била некако представена во малку завиена форма за да не звучи негативно и да ја обезбеди на некој начин ветер во грб на владата да продолжи со останатите политички спорови со кои што сме соочени. Меѓутоа, веројатно во текот на овој извештај во текот на изминатата година едноставно не е можно да се прикријат или да се ублажат некои недостатоци во нашата држава. Европската комисија не гледа напредок на Македонија и со извештајот ни порачува оти не си ја работиме домашната задача. Па дури и да ги започнеме преговорите утре, не ќе имаме капацитет за интеграција и ќе останеме заглавени.